Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешното проучување ќе го започнеме со обработка на Псалм 69, кој по својата природа е месијански и мене ми е еден од омилените. Кога бев студент, многу го засакав овој текст и до ден денешен има посебно место во мојот живот. Така што, ќе ми простите ако денес му посветам малку повеќе време и внимание. Но, сметам дека овој текст е многу значаен и ќе се обидам да ви објаснам зошто. Со исклучок на Псалм 22, овој псалм е најцитираниот во Новиот Завет. Истиот е спомнат неколку пати во Евангелието според Јован, неколку пати во посланието до римјаните, во Евангелијата според Матеј, Марко, Лука и во книгата Дела апостолски. Не само тоа, но сметам дека и во други делови од Новиот Завет авторите индиректно се навраќаат на него. Патем, ова е еден од оние псалми во кои авторот бара правда и одмазда за неговите непријатели. Патем, кога веќе ги спомнувам Псалм 22 и 69, сакам да напоменам дека 22-иот псалм зборува за Христовата смрт. Од друга страна, Псалм 69 се однесува барем во одредени аспекти на неговата смрт, но и на неговиот живот. Ке почнеме со читање на псалмот. Ако имате Библија со себе, ке ве замолам да отворите кај Псалм 69 и да читате заедно со мене. Стих 1. Спаси ме Боже, зашто водите стигнаа до гушата моја. Лично сметам дека овие стихови се објаснување за страдањата низ кои мина Давид, но и еден вид на пророштво за Христовите страдања. Страдањата низ кои мина Христос беа неподносливи. Мислам дека никој од нас не би ги издржал. Кога Господ Исус висеше на крстот на Голгота, тој крст на некој начин стана жртвеникот на кој Божјото јагне го зеде гревот на светот врз себе. Во Новиот Завет се вели дека тој стана грев за нас, за ние да ја имаме неговата праведност. Се разбира, тој страдаше и пред да биде распнат на крстот. Во Евангелијата многу јасно се вели дека беше тепан и измачуван пред да биде распнат, но неговата смрт на крстот, која беше замена за смртта која ние ја заслужуваме, е делото кое ја направи сета разлика. Продолжуваме со читање на текстот, стих 2. Потонав во длабока тиња, каде што нема дно, влегов во морска длабочина и бура ме потопи. Давид многу описно зборува за својата неволја. Во писмото јасно читаме дека во многу наврати различни непријатели се кренаа против него и се чинеше дека ќе му го земат животот. Затоа животните околности ги споредува со тиња, со морска длабочина и бура. Зарем не може нешто слично да се каже и за страдањата на Господ Исус Христос? Всушност, сигурен сум дека Христовите страдања беа неспоредливо поголеми и посериозни од оние низ кои царот Давид мина. Стихови 3 и 4. Изнемоштев од викање, засипна грлото мое, попуштија очите мои, чекајки го мојот Бог. Оние што ме мразат без причина, се намножија повеќе од косата на главата моја. Непријателите мои, кои ме гонат неправедно, се засилија, она што не сум го зел, бараат да го вратам. Давид не беше совршен човек. Во писмото јасно читаме кои беа неговите гревови и слабости, но неговите непријатели не го мразеа поради неговите гревови, туку едноставно без вистинска и доволно добра причина се подигнаа против него. Бог го заштити од неговите непријатели и тоа нивно насилство на сите им се врати назад по нивните глави. Но, кога станува збор за Господ Исус Христос, тој не само што беше намразен без причина, но исто така беше и совршен. Замислете, луѓето помислија дека најдоа нешто лошо и погрешно кај совршениот Богочовек.
Но, со оглед на тоа што тој ја претрпе таа неоправдана омраза, со оглед на тоа што поради таа омраза Господ Исус заврши на крстот на Голгота, грешниците, како што сте вие и јас, имаат прилика да бидат оправдани и спасени преку вера во Него. Стих 5. Боже, Ти го знаеш моето безумие и гревовите мои не се сокриени од Тебе. Овој стих е една од причините поради кои велам дека иако овој псалм е месијански, односно во него имаме пророштва за Месијата, сепак во некои аспекти се однесува исклучиво на царот Давид. Господ Исус Христос немаше во себе никакво безумие, ниту пак грев. Тој на себе го зеде гревот на сите луѓе и го понесе на крстот на Голгота, но тие гревови не беа негови, туку народот човечки. Продолжуваме со читање, стихови 6 и 7. Да не се посрамат поради мене оние кои те бараат, Боже Израелов. Зашто заради Тебе поднесувам исмејување и срам го обзеде лицето мое. Господ Исус Христос се соочи со големи страдања и исмејување од луѓето, иако самиот тој во себе ја имаше силата да го спречи сето тоа. Тој во еден миг можеше да ги уништи луѓето кои се подигнаа против него, но сепак се соочи со срамот и страдањето, а тоа го стори за да ја исполни волјата на небесниот татко, кој одлучи да го прати својот син во светот за да ги спаси грешниците. Стихови 8 и 9. Тук станав за браќата своји, тугинец за синовите на мајка ми моја, бидејќи ревноста за твојот дом ме изеде и навредите на оние што те хулат паѓаат врз мене. Стих 9 е еден од оние стихови од овој псалм кои се цитирани и во Новиот Завет. Некои од евангелистите го поврзаа моментот кога Господ Исус ги изгони трговците од храмот со овој стих: ревноста за твојот дом ме изеде. Штета што останатите луѓе кои беа сведоци на таа случка не го поврзаа Исусовото дело со овој стих. Продолжуваме со читање, стихови 10 и 11. И постам со душата своја, но и тоа ми го земаат за зло. Место облека облекувам вреќа и со тоа им станав за приказ. Речи си се што Господ Исус правеше. Религиозните водачи во негово време го сметаа за некакво зло или богохулие, од неговите поуки па се до неговите исцеленија. Со сличен проблем се соочи и царот Давид во однос на неговите непријатели. Стих 12. Против мене зборуваат оние што седат пред портите и пијаниците пеат за мене. Давид се соочи со презирот и озборувањето на луѓето. Не знам за кој конкретен случај зборува во овие стихови. Може би станува збор за моментот кога неговиот син Авесалом го прогонуваше. Па, како резултат на тоа, сите во Ерусалим почнаа да се исмеваат на негова сметка. Но, нешто слично се случи и со Господ Исус Христос, кога беше предаден и осуден на смрт. Можам да замислам како изгледало сето тоа. Луѓе кои седат крај портите на градот, зборуваат за тоа како Исус од Назарет бил интересен учител, но сепак на крај се докажало дека е криминалец. Стих 13. Јас пак молитвата моја ја упатувам кон Тебе, Господи. Во благопријатно време Боже, со големата своја милост услиши ме заради вистината на спасението од Тебе. Ова е еден вид на точка пресвртница во овој дел од псалмот. Од една страна, Давид зборува за луѓето и како тие неправедно го напаѓаа, но, од друга страна, тој сепак одлучи својата вера да ја положи во Бог. Кога Господ Исус Христос беше исмеван и измачуван, тој издржа до крај, бидејќи беше одлучен да ја исполни волјата на таткото. Стих 22. Трпезата нивна нека им биде примка, гоштевањето стапица. Овој стих е цитиран во посланието до римјаните, каде апостолот Павле го користи во контекст на духовно изгубените луѓе.
Се разбира, Павле не им посакува на неспасените да останат во таа духовна состојба, но само нагласува дека за дел од нив трпезите и гоштевањето се стапица во која се фатени и не можат да излезат. Стих 25. Домовите да им ги запустиш и во шаторите нивни да не остане никој жив. Овој стих пак е цитиран од страна на апостолот Петар во книга Дела апостолски, стихови 26 до 28. Зашто оној кого ти го порази, тие го гонат и со тоа ги умножија болките од раните мои. Притури вина врз вината нивна, за да не добијат прошка од тебе. Нека бидат избришани од книгата на живите и да не бидат запишани меѓу праведните. Во овие стихови Давид зборува за книгата на живите. Ке ви го кажам моето мислење во однос на тој израз. Всушност, не станува збор за толкување до кое јас првично сум дошол, но го прифаќам со вера тоа што некој друг го кажал за книгата на живите. Имено, кога една личност ќе се роди на овој свет, нејзиното име е запишано во книгата на живите. Кога Давид бара имињата на неговите непријатели да бидат избришани од книгата на живите, тој како да бара било каков спомен за нивното постоење да се избрише. Дали тоа може да се случи? Не би можел да кажам со сигурност, но неговата желба е споменот за таквите злобни луѓе целосно да исчезне. Овој псалм завршува со стихови во кои авторот му дава слава на Бог за неговите дела. Стихови 30 и 33. Ке го славам името на мојот Бог со песна, ке го возвеличувам во благодарност, зашто Господ ги услишува сиромасите и не ги презира затворениците своји. Интересно е тоа што во овие стихови царот Давид го прославува Бог и му искажува благодарност, но исто така и ни ја дава причината зошто го прави тоа. Затоа што Господ ги услишува сиромасите и не ги презира затворениците своји. Во писмото сме повикани да му даваме слава на Бог и да му пристапуваме со благодарност, но тој повик секогаш има цврста причина и основа, а тоа е Божјата милост, која им е укажана на сите луѓе, а уште повеќе на оние кои искрено и со вера го бараат. Сега доаѓаме до Псалм 70, кој е дело на царот Давид. Станува збор за кратка, но многу убава песна и молитва посветена на Господ. Се состои од само 5 стихови, а ние денес ќе прочитаме само 2. Иако самиот псалм е многу краток, сепак може да ни помогне да знаеме како да го бараме Господ во време на неволја и од него да очекуваме избавување и помош. Ќе ги прочитаме првиот и последниот стих. Боже, дојди ми на помош, побрзај Господи да ми помогнеш. Јас пак сум беден и сиромав, помогни ми Боже, Ти си Господи, помошник мој и избавител мој. Немој да доцниш. Како што можете да забележите, во овие стихови 4 пати се зборува за помошта која доаѓа од Господ. Очигледно е на кој аспект од Господовиот карактер е ставен нагласокот. Интересно е тоа што Давид не само што го нарекува помошник, но и изјавува или го моли Бог да не доцни. Тоа е важно да го имате на ум. Ако го барате Господ со вера и понизност, тој не само што ќе помогне, но ќе го стори тоа и во вистинското време. Сега ќе продолжиме со Псалм 71, кој е исто така молитва упатена кон Господ. Но станува збор за молитва која ја кажува повозрасен човек. Забележете што се вели во стих 9. Не отфрлај ме на старост. Кога ќе почне силата моја да исчезнува, не напуштај ме. Овој псалм е соодветен за оние кои се повозрасни и се чувствуваат стари, а сваќаат дека силата им се намалува. Ако сте во поодминати години, ако чувствувате слабост во телото, молете му се на Господ со овие зборови. Стих 18. И во староста, кога ќе обелам, Боже, не напуштај ме, за да ја објавувам мишката Твоја, силата Твоја и правдата Твоја на сегашниот род
и на идниот. Сакам да се обратам на оние кои се повозрасни. Немојте само да седите на кревет и да го чекате крајот на својот живот. Бог не ве заборавил. Ако сте тука, живи на земјата, Бог се уште има план и цел за вас. Знам дека на овие години подвижноста и силата не се исти како пред 20 или 30 години, но сепак би ве охрабрил да не се откажувате во животот. И следејќи го примерот на псалмистот, да барате од Господ сила, заштита и можности, дури и на повозрасни години, да можете да зборувате за неговата сила и правда на сегашните и идните генерации. Ова е неверојатен псалм кој не потикнува да сватиме дека дури и во постари години Господ има план за нашите животи. Сега доаѓаме до псалм 72, кој е наречен псалм за Соломон. Некои толкувачи на писмото велат дека ова е псалм на Соломон, но не верувам дека тој го има напишано. Сметам дека ова е песна и молитва која царот Давид ја напиша, и тоа го велам врз основа на последниот стих, каде читаме: завршија молитвите на Давид, Јесеевиот син. Патем, со овој псалм се завршува вториот дел од книгата Псалми, оној чија порака ја рефлектира пораката на книгата Излез. Ќе ги прочитаме првите два стихови. Боже, дај му го на царот својот праведен суд, а на цареевиот син својата праведност, за да им суди со праведност на твоите луѓе и на сиромасите твои со праведен суд. Ова беше желбата на царот Давид за себе, но и за неговиот син, кој ќе го наследи царскиот престол. Ова е желба и молитва која му е угодна на Бог, и според тоа што го читаме во писмото, можеме да заклучиме дека Бог ја одговори позитивно. Се додека Давид и неговиот син искрено го бараа Господовиот благослов, нивното владење беше водено со мудрост, правда и благосостојба. Од друга страна, кога застрануваа од Божиот пат, и нивното владење над народот претрпе сериозни негативни последици. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.